За само една година, пратениците во парламентот донеле дури 246 нови закони во сите сфери. Собранието има 21 работна тела и други тела кои функционираат во однос на ова. Меѓутоа претежно се од разни сфери, од потребата на граѓаните, пред се повеќе од финанси. Меѓутоа имаме многу реформски закони кои во моментов се во интереси заради потребата за усогласување на одредени европски регулативи со можност на Македонија позабрзано да влезе во Европската унија и НАТО. Дури 246 закони за една година за граѓаните на прв поглед делува изненадувачки и апсурдно многу. Мислим премногу се. Премногу е. Зависи кој закони и како, за кого. Изненадувањето е очекувано, зашто најголемиот дел од нив со овие закони нема да се сретнат можеби никогаш, зашто меѓу нив има и малку необични. Адвокатската пракса покажала многу нелогичности кои произлегуваат од донесените закони. Така, например, вместо положбата на оджаците на куќите не го определува архитектот, туку законот. Ако правите бушотина за вода, во дворот водата е ваша, само ако ја пронајдете на длабочина од 1,5 метри. Секој сантиметар подолу и припаѓа на државата, предвидува законот за води. Колку и овие и слични на нив закони да изгледаат невообичаено, тие се дел од правниот систем и праксата кои поретко или почесто ги бараат. Објаснуваат оние кои за нив креваат рака во парламентот. Неопходноста е апсолутно голема. Имаме еден голем проблем во општеството кај нас во Македонија, а тоа е непочитување на законите. Ние имаме добри закони. Меѓутоа сметам дека треба можеби да се обрне внимание повеќе на почитувањето на и спроведување на доследно на законите. Дали повеќе закони значат подобра правна држава и повеќе правда? Не веруваме, не. Тоа се се тоа лажни вести. Кај нас 10 да се не може да ги решат, не па 200. Мислам тешко. Тешко. Правда нити има, нити ќе има. Тотална правда ќе нема. Меѓутоа нормална правда треба да се има. Колку вкупно закони има во државата, точно никој не знае, но нивниот број е неколку илјади. Колку правда има во нив, прашање е на лично искуство.